Да се запре одливот на средниот кадар, бара Сдруженијето на медицински сестри. Недостатокот од овој кадар станува алармантен. Државата треба да изготви јасна стратегија со која ќе се подобри нивниот социоекономски статус, да се зголемат платите, да се овозможат едукации, но и да се обезбедат подобри услови на работните места. Европските норми предвидуваат над 600 сестри на 100.000 граѓани. Бројките во Македонија покажуваат дека нашиот здравствен систем е далеку позади европските стандарди, бидејќи кај нас 350 сестри обслужуваат 100.000 жители. Има околу 7.000 и нешто медицински сестри, споредбено со еден број кој што ние го имаме у наша евиденција од 2003, 2005, па и 2014 е последното, кај што гледаме веќе дека има пат на бројот на медицински сестри. Тогаш ако бил околу 9.000 и нешто се водело, сега се околу 7.000 и нешто. Се зголемува бројот на високо образование на сестри, меѓутоа и секој ден се зголемува бројот и на средно образование на сестри. Така во Македонија сега постојат голем број на училишта за медицински сестри на средно ниво, 4 универзитети кај што се образуваат на високо ниво. Сакаме да постигнеме и академско ниво, значи потребите на пациентот се различни и може да биде и нашето образование различно. Друг проблем со кој се соочуваат медицинските сестри е непризнавањето на високата медицинска школа. Луќек додава дека не е регистриран оглас за вработување, со кој се бараат медицински сестри со вакво образование. По систематизациите и по каталогот на занимање и по колективниот договор ќе видите една шароликост во насловот на професијата за кое што исто се залагаме. Вие таму ќе најдете разни придавки и додавки околу нашата професија, медицинска сестра болничар, медицинска сестра за здравствена нега, значи една шароликост, значи сакаме и тука да си ја направиме точната каталогот како према дипломата, према формалното и према неформалното образование што го стекнуваат медицински сестри. Од голем број на медицински сестри неформално се обучени како анестетичар, инструментарка, на разни апаратура, диагностика, значи работат и се ментори и обучуваат и други медицински сестри. Друга болест и сестри по-големо завршуваат, меѓутоа вие до сега не сте виделе, ние не сме виделе ни еден конкурс за прием на сестри со високо образование. Во моментот Сдруженијето на медицински сестри прави анализи со кои ќе се утврди точниот број на медицински сестри кои во изминатите 10 години ја напуштиле државата.